Тоа е нашиот втор обид да коригираме таа, ја би рекол, голема неправда. Првиот обид беше да се укине апанажата за функционерите, но власта очигледно немаше слух, ни во една кризна состојба барем малку да си намали нешто од привилегиите кои што очигледно не ги заслужуваат. И сега во таква ситуација не рековме добро, ако не може да се укине апанажата за функционерите, тогаш да се намалат условите за паричен надоместок или апанажа за работниците, у суштина да се изедначат, затоа што и по член 9 од Уставот се забранува било каква дискриминација и ставање на граѓаните во нееднаква положба. Во овој случај ги ставаме во нееднаква положба по социјална и општествена положба, затоа што функционерите да не се лажеме, се издигнати над работниците. И во тој случај тие некои 10 на 12 услови кои што мораше работникот да ги исполни, ние ги бришеме. Максимално што можеше работникот да земе е 50% паричен надоместок, а функционерите 100%, ние го дигнавме на 100%. И ги воведовме углавном тие околу 3 услови се кои што треба да ги исполнат функционерите за да земат апанажи, сега ги уведовме за работниците. Значи за да земе обичен работник 3 месеци апанажа, треба да има 6 месеци стаж и ден повеќе, за да земе 6 месеци треба да има меѓу 6 месеци и година, и за да земе 2 години треба да има година и 1 ден повеќе стаж, слично како или исто практично со функционерите, на тој начин ги изедначуваме. Кој е првичниот впечаток, ќе биде поддржан од опозицијата Не верувам. Од опозицијата може би, иако ја мислам дека тоа е формална поддршка, утре да се најде опозицијата на власт, не верувам дека ќе поддржи вакво нешто. На минатата седница ни беше одбиена оваа точка, требаше да се најде на дневен ред. Колку време е поднесен предлог законот? Поднесен е пред недела така нешто повеќе. У суштина сите процедури се завршени, требаше да се најде на дневен ред. Јас се надевам на наредната седница дека ќе се најде. Тоа е една кризна мерка, значи за работниците во ваква една ситуација да се обезбеди мала сигурност, кои што ќе губат работа, очигледно нели од една страна имаме светска економска криза, од друга страна имаме војната во Украина. Така да тоа ни беше целта. Ако некој биде извркан од работа во приватниот сектор, која му е заштитата од државата? Моментално си е постојниот закон, кај што наведов таму има многу услови кои што треба да се исполнат и практично ја например не познавам работник што земал воопшто нешто апанажи и максимум што може да земате 50%, неколку месеци сам. Од агенцијата за вработување претпоставувам, што се пријави како невработен, па таму Не, него ако изгубиш работно место, значи треба специјални услови да се исполнат, да не биде отказот даден од тебе, сега не можам да ги не ми текнува кој беа. Да, значи имаш 10 до 12 услови кои што се многу специфични, кои што суштина бројот на работници кои што ќе земат било каков надоместок го скратуваат на некоја минорна бројка. Делот е тешки услови за ви текнува како сега на прва. Тоа мислам дека значи не смее да биде отказот заради недисциплина, не смее да биде отказ да си даде сам работникот, додека за функционерите апсолутно нема врска. Значи дали јас ќе дадам оставка како пратеник, дали ќе ме у наводници набркаат, ќе ми биде одземен имунитетот, тоа не при никаква разлика, ја имам право на апанаж во секој случај. Дали или која ќе биде, ако мислите дека нема да добиете поддршка од владачкото мнозинство, која би била причината или она што го негирате за овој предлог закон? Исто како за апанажата за работниците, значи тоа е кај нас имаме две класи на луѓе, иако наводно по уставот сите сме еднакви, значи тоа е владеачката класа, политичката класа поврзана со бизнис секторот и сите останати. За владеачката класа има поинакви услови, за сите нас останати 99% има поинакви услови.